Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јади бурек на ТВ Сонце. Јас сум Јанко Илковски, за живо чудо, вечерашниот ваш уредник и водител. Темни ночери, доста е светло, може и ќе ги сменам за посветлите. Малку појака е филтрацијата, немој да ми замерите, сепак сум години, мора малку урожницата да ја штитам, за разлика од моите колеги, кои се максимум пола саат, 45 минути изложени на олку силно светло. Јас тоа го правам секој ден по 2 часа, така што малку мускулатурава. Знам дека наочарите треба да видат скоро невидливи, да ми ги гледате очите. Не би го спомнал Сидоровски, немам ја такви силни проблеми со видот, но за да не идам со бел стап еден ден, малку морам да филтрирам од време на време. Значи не е никакво модна ароганција, малку затемнетиве филтер стакла, кој тоа сино светло треба да го филтрираат. Океј, нешто изедов буре, колку да видиме за видливицата. Обично пред почеток професионалните новинари во Соединетите држави пред да започнат, за да имаат одлична дикција и да има перфектен нивниот изговор, одат со оние некакви бежи мускулите да им се згрчат, за да можеле да зборат. Јас сум дете кое во медиуми уште од свое 6-то оделение, кога станав член на детската радиодрама, па таму ме учеа на некаква дикција. Иако нешто развив, луѓе развиваат ум, развиваат мускули, развиваат разни делови од ево тига на, нели, како беше ево тига. Види се, ако бившиот премиер тоа го правеше, зошто да не можам јас да го направам. Развиваат разни интелектуални, ментални, физички способности и ја вилицата ја развив. Значи, ја на вилица не се давам никому. Ве загревам малку, драги мои, бидејќи завршивме со 2 круга на избори и најверојатно дека вие ќе се јавите и ќе даете коментар за она што се случуваше и да ги искоментирате крајните резултати. Повеќе ви е отпознато на сите вас какви се резултатите, дали ги очекувавте, дали не ги очекувавте. Ја би дал некој мој осврт, за жал имам добар дел од публиката, чиј ментален склоп е неспособен да секоја чест на повеќе мината од вас. Верувајте, ја денеска немам нерви да изговорам нешто, а со задоволство би си дал свој осврт, што, како и така натаму, затоа што, Јанко, ти рече и се фаќа за тоа што сум реал. Имаше 2 круга избори. Се и се што се случуваше. Знаеш за кого си гласал, знаеш кој е избран, знаеш како е избран. Дали имаш ти капацитет за собствено размислување да кажеш своја реченица, не да се фатиш на мој збор. Јас што правам сега? Јас само јадам бурек, за да ве загреам, нели, ќе ви треба 10-15 минути додека да почнете да се јавувате, додека телефоните се отворат, додека се заврти тркалото. Се надевам дека од режија веќе ви ги имаат објавено телефоните, не се сомневам во тоа, и да можете веднаш да се јавите во програма. Значи, мене ме интересира, после се ова што се случуваше, изборните резултати, оставки, поразот на Шилегов, победата на Данела, распоредот на силите, што очекувате, што ќе се случи, како ќе се случи. Од утре натаму правиме муабет за повисоките цени, не денеска. Денеска само за политика. Изборни резултати, задоволни, незадоволни, што понатаму и така натаму и така натаму. За економија, за она што ни се предизвиците, значи денеска само за ова ќе збориме. Од утре натаму ќе збориме за економија, за екологија, за високите цени, за струјат. Значи, од утре, не од сега. Јанко, ти спомна цените, сакам да кажам. Не, од утре. Денеска. Изборни резултати. Ај, стави изборни резултати, молим те. Изборни резултати плюс оставка. Ајде. Океј. Ме слуша господин? Значи,
Изборни резултати плюс оставка. Тоа е темата. Ако некој, ве молам, не почнете речени, Јанко ти кажа нешто. Не, ја ништо не кажувам. Ја се овие се само бамбрлајки, колку да загреам ситуација. Но, добро е, ја спремив и едно љубовно спотче, мислев малку време ќе ви треба, но имаме гледач на линија и ја викам Бојана Ноте, синьора се синьори, добро вечер, кој е на линија? Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете во програма сте. На телефон. Да. Последен пат и сега е пред Европското првенство кој прогнозиравме. Да, одамна беше, така е. Како сте? Да. Одлично, супер, за мене. Добро, повелете коментари ваши за... Овака, во со изборите, ја мислам дека коректни беа вчера, све помина како што треба. И да ти кажам, многу е позитивно што имаме сега централна власт, една партија, а локална власт друга партија во доминација. Се слагам. Тоа е виситската демокрација за мене. Се слагам и у демократски... Затоа што се научивме дел од граѓаните, ја нема да спомнам партии и тие работи ова, така што по природа, се научија... Природен. Ајде, премиере или знаев, воздух немаме чист во Скопје, не знам што на ова. Како да е крив се председател на владата или председател на државата или председател на собрание. Не заборав локалната самоуправа, она е најблиска до граѓаните на нашата земја. Што значи, прва скала е од мене, како граѓанин овдека на Буковиќ, до општината Царе мора да се обратам. Што барам за воздух или за друго нешто, или за поплава, кај премиерот или кај председател на државата. Така да, мислам дека ова е висока демократија и поттик за работа, сега кој повеќе ќе работи и по-позитивни работи. Така да... Каде ти гласаше, ако смеам да те прашам? Повеќе. У која општина гласаше? Општина Сарај. Општина Сарај, ја да не видиме. кажам Буковиќ, сум насуп од Буковиќ. Така. Сарај, вие у прв круг избравте, така? Ќе го кажам јавно, што теута падна. Па да му за 9-8 години ништо не стори, без вода, без хигиена. Добро, да те прашам како албанец, како гледаш на воздигнувањето сега, нели се поголемата поддршка која има Алијанса? Зошто е тоа така? Зошто паѓа дуи? Зошто овие добиваат? Јас мислам дека сега ќе биде повторно лошо за Алијансата. На следневе избори кои ќе има било добро, локалните после 4 години, а парламентарните уште 3,5 години, ако не се случи нешто презвремено, ќе падне од се излужи. Знаете како беше на онај 27 април 17 година, како беше прогласен мртов и отиде повторно со ВМРО да помоне да квалифицира. Тоа мога да памте и за тоа и не доби повеќе места во локалната самоуправа. Остана Таравари, од неговата способност, од него што го сака на него, дека е од Алијанса. И која беше уште една... Добро, а мислиш ли дека ако градоначалник, значи зборам за албанскиот блок, иако не е фер, ама различен менталитет сме македонци и албанци, да си ги проценуваме. Некако, кај албанците има малце посилна критична маса. Кај македонците, особено кај ВМРО, нема критичност, таму има верност, лојалити, нели? Гласа, па нека е најлош, али ќе гласа за својот. Кај албанците до сега дуи преовладуваше и се чувствуваше дека и они исто како ВМРО-овците гласаат, но со ова се покажа... Исти табијат има ти, едните и другите. А дали мислиш дека може да помогне за следните... Алија, кој има табијатот на како се викаше, Хамди Бајрам. Јас сум со гласа стално. Немој, Али Ахмети ми го споредуваш, тој
Сребрената лисица ми ја споредуваш, сам ди Бајрам Бог да го прости. Па скажам се, тоа го прави. Кога е ВМРО да помне на власт, то нив. Кога е СДС, то нив. Уште да те прашам, како беше кај тебе гласањето? Одлично беше. Блери беџети помина прв круг. Вториот круг гласавме за градоначалник, но за жал малка беше излезеността. Еве само да ја видиме излезеноста. Малка Значи, Блерин Беџети со 73%, Првиот круг. што се однесува до излезеноста, вкупен број 32.000, обработени 32.000, па не е баш малце. 14.000 гласале, значи е 2,50%. Така. Да, кај нас овде кај А зошто толку мала излезеност? 390 со 90 беше. Кажи ми, зошто така мала излезеност? Па добро, познато е дека многу се надвор гласачи, Аха. не беше многу заинтересиран, тоа што се знаеше дека не би така и така ќе добиваше, без проблем. А мене лично, како член на СДСМ, ми е криво за Шилегов. Добро, ти благодарам за јавувањето. Поздрав и секој добро. Добро, Ајде, ќе извини, биде супер како јапето. член на СДСМ да те прашам, како гледаш па на оставката на твојот председател на партија? Оставката, он ја даде и требаше и го направи тоа, меѓутоа, еве, се пред малце чувме дека не му ја прифаќат коалиционите партнери, што значи нема да даде до собрание написмено. Ако даде написмено, треба тата процедура да оди на нова влада, а вака ќе си остане најверојатно. Интересно. Знаеш дека сите светски медиуми главни Чув, пренесоа да, чув. дека Заев дал оставка и анализира. Ако Чув, ја да. повлече оставката, многу лош имидж ќе си направи. Толку само ви кажам. Благодарам за јавувањето и лека ноќи пријатно. Дадениот збор многу повеќе вреди од што моменталниот политички интерес на коалиционите партнери. Ја не знам дали ќе си го одржи зборот, нити ме интересира, нити е моја работа, но знам дека образот е голема работа. После, знаеш, оти све ова ќе помине, образот дал ќе остане. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Види вака, јас стварно сум изненаден што падна Заев, пошто не очекував дека толку ќе зие на СДСМ, а фактички неговите гласачи не го гласаа. ВМРО од прилика зема исто гласови како што зема и на парламентарните избори. Океј, Од прилика. добро. Нешто малце поише зема се во вториот круг, пошто останаа само два кандидата, али у првиот круг немаше толку гласови како у вториот круг, например. Тоа значи дека гласачите на СДСМ го казнија СДСМ. Да. Дали Тоа ова ја можеш мислам да го дека тоа е главната поента, да. Дали можеме ова да го споредиме со 2017 кога гласачите на ВМРО го казнија тогаш ВМРО? Па може да го споредиме, пошто у принцип пошто нема саглама алтернатива, увек гласаат против актуелната власт што ги разочарала комплет, например. Така. Значи не се избори некоја нова алтернативна партија, што стварно вака ќе делува како нова некоја развојна партија. Тоа до сега го неаме видено, така што па на истиот принцип се гласаше како на прошлите избори. Што мислиш? Ова со Заев со оставкава, например, Да? ја го есапам како многу лукав потез на Заев. Зашто? Зашто? Ја ќе ти објаснам зашто е лукав Те потез. молам повели. Зашто државата е банкрот. Така? Значи струја Шо ви реков? 50% само произведуваме, Шо ви другите реков? 50% ги немаме. Значи тоа е 12 сата рестрикција, треба да ни бапнат као времето на планинца го ти текне. Значи од прилика тоа е, пошто струјата на европска берза е 4 пати поскупа. Нема шанса да ја купиме. Нема шанса да купиме таква скапа струја. Овдека ќе банкротираат сите со тоа. Значи ќе има редукции као Кина сега што прават моментално. Истиот принцип ќе видиме како Кина.
немаш појма колку се согласуваме. Јас со мојве згодни колешки, затоа и задоцнив малку со емисијава, кафе пиевме, они шармантни, јаде им се. Истиов муавет им го кажав. У овој момент, ова што се случува низ цел свет, најубава работа е да дадеш оставка и да дадеш власт на друг. Затоа го видам дека му е лукав потез назад. Тачно знаеш што прави. Значи, за сосема Ако сите го сапат дека е мутле, ама не е. За сосема пази, кај Заев има една работа. Памтиш кога се прв пат се појави со тајните снимки? Мене ме спрема. Значи, он е послушен човек. Оние што му помогнале, ако го советувале да се тргне, он тогаш ќе се тргне. Он не се трга затоа што Џабир Дерала ќе дозволи или не дозволи, или коалиционен партнер, или Шилего. Значи, туи сакаат да го пуштат низ вода американците, затоа е целата игранка. И да ти кажам, не чека многу тешко време. Од една маргинална работа се јавив да порачам нешто, да купам, ми вика, ќе стигне тоа за 2 месеца, само господине, вика, ќе биде двојно поскапо. Па викам, во ред поскапо, ама двојно, па викам, тоа е многу. 5 пати ќе биде поскапо, зашто бродскиот транспорт е 5 пати зголемен, однос на што беше пред короната. Значи, не само тоа, се е зголемено. Збориме, метар квадратен стамбен простор, поскапо. Зошто? Цементот е поскап. Железото е поскапо. Збориме... Не е ради тоа. Знаеш значи, ради не, што е тоа? Дозволи ми сега, јас се надоврзувам и немој со не е тоа, немој со мене. Тоа со џукцине малски. Значи, ја кога спомнувам само пример, се е отидено нагоре, затоа што сите ланци на производство и снабдување беа нарушени 2 години. Сега ги трпиме последиците на тоа. Еве сега, драг пријателе, да имаш ти дозвола за возење шлепер меѓународна, во овој момент можеш без виза ќе те примат во Велика Британија и добиваш стартна плата од 3000 фунти. До толку има недостаток например, на возачи. Збориме за се ќе иде горе. Струјата, цела Европа е отиде на плафон. Храната, се тоа допрва ќе биде. Сега со кредити, знаеш, се тапацираше, ама сега веќе не може и сега доаѓа сметка. Најсладко беше да си на власт за време на корона. Добро, дали си на линија уште? На линија сум, те чекам да докажеш поентата. Да, ти благодарам што ми испочитува, сега и јас вас ќе ви испочитувам, повелете. Сега, зашто становите рипаат кај нас? Затоа што диаспората купува станови овдека. Затоа рипаат. Не е ради цената, пошто има кај нас превише станови. А ние немаме пари да купиме станови овдека, значи ги купува некој трет. А тој кој е? Тој од диаспората купува, зашто у Европа па се енормни становите. У Минхен е 800.000 евра еден двособен стан. Може да замислиш, кај ќе купиш ти у Минхен двособен стан? А овдека ќе купиш за 70, 80.000. Таков двособен ист, значи 10 пати помалце пари. А па некој некако ќе ги инвестира тие пари, нема да му изгорат. Плюс од тоа принтање губят енормно платежна моќ и еврото и доларот и све, затоа рипаат цените. Значи има претерано поише пари од роба. Се рачуна дека има 17 пати поише пари од робата на светско ниво. Значи 17 пати би требало да отидат цените горе. Океј, а зошто тогаш некој што живее у Америка или у Германија или у Кина би купувал стан у Скопје кога не живее тука, не го користи станот? Шо ќе тоа е инвестиција, да не му пропаднат парите. А шо значи, парите не автоматски му пропаѓаат со ова принтање на долари. Автоматски ја губи платежната моќ. Па не е нигде паднат доларот. $20,000, сега не му вредат ни $5,000. Не е точно, не е, да купи нешто. Не е паднат доларот. Дали овакво нешто има тврдо. Добро. Океј, ти благодарам за јавувањето. Ако е тоа се... Така што Зајко е многу лукав, тоа да ти кажам. Добро. Нека е жив и здрав. А ние одиме со следниот гледач. Бонџорно. Не, бонџорно е добро утро. Бонаноте. Добро вечер. Се јавам во врска со темава, изборни резултати и оставка. Ви благодарам што се јавувате на темата, повелете ваш коментар. Па мој коментар е, ова беше очекувано.
Да, браво. очекувано и мислам дека Заев требаше да си даде оставка после првиот круг. Според мене. Зошто го велам тоа? Затоа што тој самиот си го наметна сето ова, бидејќи ова беа локални избори, а не парламентарни, а тој ги претвори во парламентарни избори. Самиот си кажа дека Тоа си ако во, изгуби во Скопје, не, ќе... во референдум, дали сте за Заев или против Заев? Така испаднаа избориве. Ти текнува? Да. Сега, ја малце го извртувам, али се согласувам со тебе. Дали сте за Заев или... И сега ја поднесувам оставка, а штом председател на влада поднесува оставка, влада паѓа. Нормално. И што е игранкава по тебе? Според вас се извинувам, почитувам гледач. Па според мене тоа е, значи, тој си сам направи референдум за да види до каде и како е. Виде дека значи народот не го поддржува и затоа си дава оставка. Аха, мислите дека не е ова нешто за да си ја затврсти својата позиција во СДСМ со, не знам, и така натаму, затоа што, например, после ваков пораз имаш големи турбуленции во самата партија, нели? Да, мислам дека не е тоа, мислам дека е си виде тој дека нема легитимитет и во самата партија, бидејќи има расколка и во партијата. А што нема толку да кажеме избирачи што падна, има две причини. Прва причина е тоа што дел од гласачите не се тук. Доста луѓе си отидоа од Македонија. И втората побитна по мене, Добро. фингерпринтовите, значи со отпечаток на прст, доведоа до тоа да не се полнат кутиите. Мислам дека тука околу 7-8% од гласови што беа на претходните избори се со полнење на кутии. Добро. Океј, да ве прашам, во која општина, кој град вие гласавте? Дали сте задоволни од изборот? Ако може вака да искоментирате. Јас сум од Куманово. Куманово, добро. Куманово го избра Максо повторно. Јас се извинам што го нареков Максо. Така, се избра подобрата опција во Куманово од кандидатите кои останаа во вториот круг. Кажете ми, зошто мислите дека Максим Димитриевски повторно победи? Зошто доби толку, иако беше избркан од СДСМ, иако тесна беше борбата, Оливер Илиевски, ако може компјутерот режија? Ве молам, почекајте да се разбудат горе од режија. Thank you very much. Значи, како што можеме да видиме, Оливер Илиевски имаше 32,74, наспроти Максим Димитриевски 32,75. Значи, 15.142 напрема 15.164 гласа. Многу тесно победи Максим Димитриевски. И што мислите? Зошто? Ова е во првиот круг, се извинувам. Во првиот круг. Да, се извинувам. Мислам дека дел од гласовите на ВМРО отидоа кај него. Така? И тоа допринесе да победи со мал, да кажеме, овој процент и мал број на гласови. Додека во вториот круг ги доби гласовите од Алијанса и можеби половина од ВМРО. Зошто мислите народот до сега Куманово беше бастион? Никогаш ВМРО не победило во Куманово. Зошто овој пат не помени? Зошто толку многу поддршка доби Максим Димитриевски? Според мене мислам дека е на повисоко ниво договорено тоа. Аха, добро. Благодарам за јавувањето, благодарам режија. Лека ноќ и пријатно. А ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Поздрав Јанко до тебе, поздрав до сите гледачи на ТВ Сонце. Наместе. Шо беше ова? Ја не знам, некоја порака, СМС или поздрав до тие што не слушаат. Не знам, навистина ова не беше ефект од кај мене, од кај тебе не дојде. Не беше ни од кај мене. Добро. Значи, поздрав до тие што не слушаат.
Вака, јас се јавувам да кажам дека гласав во таа општина која што ја направи најголемата разлика, преку 10.000 гласа. Значи, преку 10.000 гласа, гласав благодарност до граѓаните што излегува и се го кажа своето не на оваа неуспешна влада која не задолжи до гуша и до 10-то поколение. Ке немаме струја, бензинот од утре пак поскапува, нафтата поскапува. И Заев си замина во прав момент. Го остави Мицковски да му е мисли работала. Ало? Да, слушам, ќутам, што да ти кажам. Вака сега. Значи, јас сум многу револтиран од гласачите на СДСМ во Кичево. Океј, идеме Кичево. За вториот круг? Збориш? За вториот круг за градоначалник во Кичево. Добро. Каде што за 400 или 500 гласа изгуби докторот од ВМРО, а сите СДСМовци во Кичево гласаат на Фатмир Дехари, кој што беше сликан со пушко во лезото Тетово како кај што ги гаѓаше нашите бранители кои ја бранеа државата. Иначе Александар Јовановски е женет за Албанка, Да. мешовит брак и е можеби најдобриот заеднички именител за едно обединување помеѓу македонците и албанците, но знаеш како е кај СДСМ? Попрво за жив ѓал ќе гласам, за ВМРО-вец нема да гласам, па нека е најдобар за цел свет. Тоа е Срам тоа. да име. Значи, срам да име. Немам друго што да зборам. Тоа е нивно Као право. прво- Значи, као прво, тоа е нивно имам право. информација дека СДСМ ги имам финансирано сите авиони и автобуси што стигнаа пред изборите во Кичево и Струга. Значи, сите тие 10 или колку авиона и преку 30 автобуси дојдоа и тие ја расипаа. Срам да име. Значи, нека им служи на чест. Само ја една друга работа го сакам да посочам. Мицковски, внимавај. Немој да му веруваш никогаш на криминалец. Секогаш има џокер во другиот джеп. Секогаш. Немој да му веруваш. Ова оставка, он што ја поднесе, по мене, значи ја по мене, не сум аналитичар, не сум, следам вести, колку толку сум малку образован, не сум многу. Ја мислам дека добро го обучија од Камбас, дека прав момент е сега да се повлече. Значи, да се повлече сега, за да се спаси што може да се спаси. И што е финтата? Пендаровски сега ќе повторно ќе му даде уште една шанса да формираат они влада. Ќе формираат пак СДСМ влада со тоа што премиер ќе биде албанец. Еве јас ќе ви бидам премиер на албанец, ќе распишеме предвремени парламентарни избори и на наредните предвремени парламентарни избори сите албанци ќе гласаат за СДСМ и пак ќе си остане Заев на власт и ќе се спаси од затвор. Еве, слушај ми го зборот, значи моја предпоставка е таа. Не треба да му се остави на човекот да трепне. Ја мислам дека тоа има да го направи. Затоа пишуваат и сите медиуми денеска дека имале некој голема расправија во влада Али Хмети и Заев, затоа што он избрзал без да се консултира со нив, ја поднел оставката. Требаше последната година да има албанец премиер, тоа му ветил. Чекај сега. Чекај сега. Кој е заменик премиер у моментот? Кој е премиер? Груби. Абе, он е груби, ама друго е кога ќе искочи официјално, кога ќе даде заклетва у собрание, тоа, кога ќе види цел свет дека премиер во Македонија е албанец, каде што ги нема ни 18%. Јас се прашувам сега, ај нека се направат сега споредби, колку гласа, колку пописот помина, па нека му емислат кој ќе ги објавуваат сега резултатите од пописот, да го споредат со луѓе што гласа, па нека направат некоја проценка да видам колку ќе ги извадат. Значи сега спас за ВМРО е да дадат сите градоначалници оставки
да си го остават овие 2-3 години, да потоне до гуша. да си го остават СДСМ на власт и да видиме што ќе се случи и како ќе се случи. Тоа сакаш да ми кажеш? Што ќе прават сега овие градоначалници кога актуелната власт и судството во оваа влада? Секој градоначалник што ќе сака да направи некој тендер, било што ќе му пуштат инспекции. Ќе му нема да му дозволат да мрдне, бе. Ќе не може да му дозволат да мрдне. Види, падот на ВМРО почна оној момент кога имаше апсолутна власт и влада, и собрание, и локална. Тука да не се лажеме. Така што, мислам дека првиот гледач што се јави и што рече дека е добро што СДСМ изгуби, што локалната власт е во опозиција, нели, овие се СДСМ е на власт, тоа е демократија. Секој сега ќе се труди малце подобар да биде. Бидејќи ти текнуе ли, дозволи, ти текнуе ли како се јавија на СДСМ шерифите, ти текнуе ли ароганцијата на Шилегов од кај искачаше? Главни се влада, главни се на локално, истото беше со ФМРО. Само сети се Ивица Коневски неговата ароганција последните години каква беше. Со крзнени капути шеташе. Кој сте бе вие селјачишта едни бе? Јас сум затоа нивни гласачи не ги гласат. И така изгуби ВМРО. Почна да губи првин со локалните шерифи и тоа замисли у аеродром бе шериф да се правиш. Остај што Стевче овдека онака дипломатски, беше добар градоначалник. Да, ене зградан, и јас сум таков добар градоначалник. Приказки за мали деца. Ги знаеме и едните и другите премачкани со 300 бој. Него, дали сега памет ке им дојде и на едните и на другите? Тоа е прашање. Бидејќи кога имаш апсолутна власт, видели како отиде јаба на СДСМ во агенцијата, нам никој ништо не ни може. Сега се свесни дека им може. Сега ќе мора многу подобро да работат. Повели? Знаеш ли зашто Заев отиде низ вода? Повели, збори. Најјаката светска организација за борба против дрога е ДЕА. А Заев им подметна на нив и ги сите тие најголеми дилери што беа у Скопје ги заштити и им кажа да избега да се сокријат за да не може да ги пати. Брука, тоа ни цел свет се знае дека таа акција е пропадната. Не може ти да си играш мајтап со нив. И Америка те поддржува до оној момент и додека не почне наркомафијата да влегува во власта. Тогаш они се тргат и те оставаат на цедило. Тогаш ја мислам дека ти стига одозгора. Дечки, фала за досега све. Ви посакуваме пријатно и се најдобро. Така што тие што го донесоа, тие и ќе го тргнат. Ако и не го тргнат. Ама јас само да му порачам една работа. Значи, Ахмети се бореше цело време. Секогаш во Македонија ќе се формира влада победник со победник. Он ја прекрши тој договор и замина, не формираше влада со Груевски, отиде со Заев. Затоа сега на наредните, ако има предвремени парламентарни, ако победи ВМРО и Алијанса и Алтернатива, да речеме повеќе гласови албански освои Дуи, нема да биде Дуи у власт. Зашто он го прекрши тоа и затоа сега нема што да се љути. Ке си биде другата политика. Само сепак ова ми е мене многу чудно. Значи ова е нешто така он да го каже тоа, ни да му око трепне ни ништо, малце околу него тие гледа у земја, броја звезди, стиска ногти, прсти, затоа што знае што ги чеке по заминат. Ти, ако не се лажам, се јавуваше цела пролет и викаше нема фингерпринтој, готово е, све е наместено, па испадна неточна твоја прогноза. Ама ако не се јавував, немаше да ги донесат. Слуша они, луѓе во револтирани, гледаш ги реагираат, се бунат, дај молим те, дај да ги донесеме. Ако си ќутев, јас си ќутев, а други, никој не се буни, и ќе пропнеме така. Сега што очекуваш? Добро, сега со ова твое будење, што очекуваш дека ќе постигнеш? Ја мислам дека Мицковски треба да стисне зави, да не му верува на него на ниеден збор, затоа што он што кажа тоа излажа, и ова сега што му е финта некоја сигурно. Добро. Значи јас по мене мислам дека он игра на уште една покварена карта,
затоа што Добро. мислам дека тоа ќе го направи. Кое? За да ако има предвремени парламентарни избори за да се спаси, единствено да ги придобие албанците. Како ќе ги придобие? Да ги направи на попис од 35% со сила, сега ќе го објават за месец дана, уште се на власт ќе бидат, за месец два ќе ги објават, ќе ги направат 30%, ќе ги добијат пола од ВМРО ќе му ги земат албанците и што ќе направи? Он ќе формира влада пак уште на 2 месеца, 3, а за тие 2 месеци он ќе рече за да се формира влада, ама у парламент ќе го предложиме Али Ахмет или Груби или било кој. Значи, добро, чекај, полека, малце се губиш, се распле. Значи, ти тврдиш дека оваа оставка е лажна и дека нема да поднесе оставка, сума сумарум. Така? Абе, каква оставка? Човекот треба да иде у затвор, криминал до гушта, бе, човече Божи, мора да има резервен план да се спаси, о какво, што збориш, или ќе направи да има и превремени парламентарни, заедно со председателски, Пендаровски ќе се откаже поради здравствени причини. Ало, многу ти е лош чајот што го пиеш, другар. Да, многу е лошо. Ама мораш секогаш да додиш еден чекор пред криминалците, за да можеш да им влезеш у шема. Едно е да идеш еден чекор, друго е у параноја да влегуваш. Параноја, ќе правиме муабет, они, да не смеш да им веруваш на ништо, бе. На ништо не смеш да им веруваш. Каква параноја, човече Божи. Ќе му каже на Пендаровски, кажи по здравствени причини, откажуваш и председателски и парламентарни во исти ден, ќе си биде Заев кандидат за председател, Груби ќе биде премиер. Ти благодарам, Тони. Благодарам за јавувањето, почнавме да се повторуваме едните исти работи. Нели, знаеш дека ја не сакам штом се повторуваат работи, лека ноќ и пријатно. Ние одиме со следниот гледач. Предпоставувам дека веќе, во овој момент и немаме, па можеме да направиме една кратка пауза, малку еротска музика, чисто да се расположите додека да почнеме со следниот блок, а тоа ќе направиме една кратка пауза, па после тоа ќе продолжиме со емисијата. Идеме малце француски шансони. Sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, ќе чита коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковина.
Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Пријателки, уште еднаш добро вечер и добре дојдовте во вториот дел од емисијата Јаде Бурек на ТВ Сонце и продолжуваме со вашите јавувања. Од самиот почеток на емисијата имавме десетици и десетици јавувања со интересни тези, теории на заговор, теории на одговор, реални и нереални и навистина тоа ја прави уште поинтересна емисијата, не е сувопарна. Луѓето може би некого подценуваат, но исто така и преценуваат, а мислам дека секогаш вистината е некаде тука. Но бидете храбри. Бидете храбри како мојве гледачи, било каква да мислите дека игранка се спрема или напротив, многу е поедноставно, кажете си го слободно мислењето, мислам дека јавноста тоа и тоа како тоа ќе го цени и ќе го почитува. Јас не знам во моментов дали имаме гледачна линија. Во моментов немаме, но само имам информација од режија, бидејќи ние стално работиме со две линии, додека со еден разговарам, другиот чека на другата линија. Сега проблем ни е што едната линија не ни функционира. Дали е тоа 906 или 137? Кој од овие два телефона е блокиран? Тоа у моментов не можеме да утврдиме. Да, не знаеме кој од апарати на кој број точно е врзан. Океј. Дали тоа значи дека и двете линии сега веќе повторно функционираат? Океј. Еве, ми кажа дека во овој момент е и одблокирана втората линија, така што мислам дека и на почетокот имаше малку повеќе јавувања, па може да се случи тоа згрчување. Малку поаналогни сме ние у ова дигитално доба, но тоа па дава посебна убавина, затоа што го инспирира
вашиот водител да тресе глупости, да јаде бурек, да джвака мастеки, да плямпа у празно, да изнервира некого, додека некој се смили. А некој вика, чекај, ќе свртам, ај да го оставам дебелиот некој лајф уште малце, вика. Да видиме до кај ќе се гуши. И она жива као, јавете се, ме молам. И така. Океј. Трпеливи сме, ќе бидеме малку потрпеливи додека овие пар минути се вклучи некој во програмат. Можеме да ги погледнеме генераторот на вести Грид, што се најновите вести од Македонија. Што вели Центар? Центар е партиско гласило на СДСМ, портал кој, нели, како и другите, но вели потек кој не го направил ниту еден премиер низ историјата. Зоран Заев е првиот кој се повлекува по првиот пораз. Мицкоски не си отиде ни после казна, ни после низа казни од народот. Па, добро, окей. Коалиционите партнери од СДСМ, мнозинството во собранието е стабилно. Беса не се согласува со оставката на Заев. Заев даде оставка поради разочарувањето од Европската Унија, вели Волчич. Да видиме што вика Вучич. Српскиот председател Александар Вучич вика дека македонскиот премиер Зоран Заев поднал оставка поради неговото лично разочарување од Европската Унија. Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер и повелете. Добро вечер. Повелете. Вака се околу оставкава на Заев. Значи, оставката на Заев е доставена до Зоран. Така што Зоран треба да ја усвои. Сега, дали ќе ја усвои, не знам. Како прво. Како второ, значи, овие сите околу него пајташи, значи, коалициони, знаат дека ако овај пат падне, значи, Заев, паѓа Титие, Али Ахмети ќе заврши во Хаг, Артан Грубич оди во Идризово, а на Заев ќе му суди народот така што за велепредавство. Единствено само тоа останува. Околу криминалов не може да му се суди, 2 пати аболициран, така што криминалот е надбината фаза кај него, предавството останува, промена на име, бришење на македонската историја, кажуваат дека по некои окулари, значи тамо бугарски, дека македонскиот јазик е бугарски дијалект и така натака, така што значи и со сите има, демек со сите комши имаме добар, гостопримлив, приемчив, на како да го наречиме, позитивен однос, така што сите нас не сакаат, не љубат. Да, само едно прашање. Како ги коментирате изборните резултати? Изборните резултати се рефлексија на неговото предавство. Значи, само предавството го закопа во живата песок. Значи, тоа предавство му се нудеше и на господинот екс Никола Груевски, кој не го прифати. Значи, единствено, значи, најдоа ваков човек, ваков калибар, значи, кој може да направи предавство. Значи, ти да направиш предавство на својот собствен народ, кој за својот идеал, за својата татковина, за својата држава, преку 200 години се бори за самостојност Македонија и да дојде еден неписмен опинчар од Мутино и да те продаде, значи, нонсенс. И тука треба да спомниме и Царовска, која треба да биде да заврши во ЛГБТ групата. Тоа ќе го елаборираме во наредните емисии, да останеме на оставката и изборните резултати. Благодарам за јавувањето. Поздрав, лека ноќ и пријатно, а добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер и убава вечер. Вам и на вашата екипа. Вака, ја мислам дека Заев не треба да дадеше оставка, затоа што не е распуштен парламентот. Како он може да се сам направи за да даде таа оставка? Добро, Душанке. Фала ти многу за јавувањето. Пријатно, а ние одиме веднаш со следниот гледач.
Ке почекаме малку. Ало, Добро вечер, повелете. добро вечер. Победничка Македонија ослободена од фашизмот делумно. Добро. Значи, околу изборите победи народот, едноставно гласаше против Заев, затоа што ВМРО е со жолт картон. Сега треба да се покаже и да се докаже дека е навистина за народот и дека навистина ќе работи за народот, да не забегува, како што рековме, им се погоди ако е целосна власта во нивни раце, дека веќе забегуваат и се забораваат каде се и од каде дошле. Поддршка и би сакала навистина една убава пролет во почеток, во есеневе. Почеток веќе и на кај зимата идеме, би сакала убава пролет да доживееме. Оставката? Оставката, да ви кажам, не знам, ми е сомнителна. Туку така, мислам, него висти не му ни веруваме, што и да каже. Колку пати кажал, не менува име, не менува устав, не менува тој све, тоа го направи обратно. Така да и овој пат нешто матно стои, само што стои, ќе видиме, ајде, после оваа средба нивна, да видиме што ќе се изроди. Нели, коалиционите партнери има средба, не знам, не сум во тек што се случило. Добро. Важно, вие сте задоволни од овие изборни резултати. Од резултатите која сум општина задоволна. сте? Како? Која општина гласавте вие? Газивава победничка, која што гази секогаш. Почна ли нешто да прави Боби таму? Па, веќе е размрдано. Почна да се чистат ѓубриштата. Прво таму треба да почнеме, нели? Сега ќе видиме понатаму, нели? Кај се чистат ѓубришта? Има негдека? Не, ја ќе го проверам него, пошто се фалеше кај мене. Вика прва работа, нели, депониите ќе ги расчистува. Точно, почна, значи, од помалите депонии. Големата уште не знам дали е, мислам дека не е започнато. Уште со големата, со помалите е започнато. Некаде гледав имаше посета на некои градинки на општината и така, ама се надевам во добри резултати, даваме поддршка, народот му даде поддршка и се надевам дека ќе продолжи како што почна. Добро. Успешно. Благодарам, господјо, што се јавивте. Лека ноќ и пријатно. Бобан Стефковски победи во првиот круг. Тоа беше навистина големо изненадување. Некој велат изненадување, некој не, како и да е. 17.910 надпрема 8.800. Тоа беше генерално резултат од 59,97 напрема 29. А со излезеност 48%. Има една работа што оваа ниска излезеност е генерално секогаш е таква ниска кога е са локални избори, но ова е многу ниска и за цела Македонија, што значи човек да се запраша дали ВМРО ја победи СДСМ или СДСМ, гласачите на СДСМ ја казнија сопствената партија. Знаете, ја памтам 2006 година, кога Бучковски беше премиер, не сум баш сигурен дека ВМРО толку го победи и Груевски кој беше анонимус, во тоа време не беше многу познат, колку што СДСМовците беа незадоволни. Така и за овие избори, тоа е некое моје чувство, но нема да ме коментирате мене, ве молам, коментирајте си ги вашите мисли и вашите ставови. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма. Да, и јас морам да ви кажам дека многу слабо ве слушам, така да воопшто скоро не ве слушам и ќе разговарам, мислам ќе го кажам она што го мислам на темата. Одлично. Продолжете. За резултатите, да ги немаше фингер принтовите, ова се немаше да биде вака. 100% заклучок. А за оставката, гледачи, граѓани, на особа која ги умре децата свој и таткото, како може да му верувате за оваа оставка сега? Толку. Нема ништо од ова. Ова се игри
на еден безобразен... Не ве разбрав, господјо. Према своите деца безобразен и нечовечен, па према македонскиот народ 200% по безобразен. За кои деца спом... И мило ми е што народот се свести и оди понатака да гласа се подобри подобро. Не ве слушам, гледам дека зборувате, ама ништо не ве слушам, господе. Благодарам за јавувањето. Не го разбрав у вториот дел, баш најдобро, сакав само да ве потпршам. Во ред, се надевам дека гледачите слушнаат подобро. Добро вечер за следниот гледач. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, дали... Да, во програма сте. Во програма сте, говорете. Би сакал да скоментирам за изборните резултати, за тоа што кажавте за дали членството било разочарано или не било разочарано. Не. Значи, кажав на почеток на емисија и преска. Ве молам, не ме коментирајте мене. Јас само јадам бурек, јадам бурек да пополнам простор. Немој мене да ме коментирате што сум кажал да ме фаќате за збор. Не ве молам. Кажете си што мислите. Генерално дали членството што било разочарано од СДС или значи темата е изборни резултати и оставка, тоа е темата. Да. Повелете. Значи генерално во овој процес беше прикажана реалната ситуација. Односно нихилизмот кој што владее во државава. Разочараноста која што видоа граѓаните од двете политички партии повторно се врати се на статус кво. Сега проблемот е во тоа што не е дека ВМРО постигнал некој посебен резултат. ВМРО го постигна стандардниот резултат. Така е? Туку СДСМ го потцени своето членство, затоа што не знае на која група постои. Многу се различни гласачките тела на ВМРО, ДПМН и гласачкото тело на СДСМ. Добро. Затоа што е сосема различен мајндсет. Во истата приказна тука влага и левица како дополнителен ентитет, кој што зима од сите страни, зима гласови. Така е? И малце наивно доколку би се игнорирале некои фактори. Така? Во СДСМ, односно во Куманово, победи Социјалдемократскиот сојуз. Победи Максим. Максим е избркан од СДСМ. Да, Максим е избркан поради комплекси кои што ги има определен голем функционер спрема него. Добро. Инаку во Куманово победи Социјалдемократскиот сојуз. Ако се земат во предвид резултатите на Оливер од СДСМ, не знам како се презиваше, и Максим Димитриевски, ќе се види дека нивната бројка заедно е многу поголема од таа на ВМРО ДПМН. Значи борбата во Куманово беше помеѓу Максим и помеѓу СДСМ. Да, на овие локални видовме многу личности кои што, например, не се класичен репрезент на Социјалдемократскиот сојуз. Не се класичен репрезент на прогресивна политика. Затоа голем дел од луѓето не излегува да ги гласаат. Затоа што СДСМ во многу брз период стана тоа што беше ВМРО 11 години. Ме разбирате? Да, ве слушаме одлично, говорете. Ве молам. Сега, сето тоа што, например, додека ВМРО се реформираше, беше отстрането од партија, СДСМ го превзема во своите редови и почна да се губи од својот идентитет, почна да се губи од своите политики. Сето тоа што го представуваше еден живот, се ова беше казнат. Значи, они ги изгубија своите бастиони. Дуи не би рекол повеќе дека е тоа што беше некогаш. Моментално на оваа локални избори казнати се Дуи во Тетово. Они го изгубија својот бастион. СДСМ беа казнати во Куманово. Ова моментално е само прик. Најголема вина би е префрлил целост тим што е околу Социјалдемократскиот сојуз, односно околу Заев. И максимално не гледам причина зошто воопшто се нафати игра која што веќе му беше изгубена однапред. И тоа на локални избори за личност како што е Петре Шилегов. Ако Петре Шилегов имаше изгубено во прв круг, немаше потреба да влегува со блок за да се става себе си и да стави перцепцијата да се создаде на локалните во втор круг дека Даниела се тепа против ВМРО, тој се тепа против Заев и против Шилегов. На тој начин се создаде перцепција каде што Даниела успеа да ги победи целосната политика да ја сруши на СДСМ. Целосна што беше градена во 4 години. Биле замолам да ако може реакција од другата страна само. Да, ве слушам внимателно. Бидејќи давате сеопфатна анализа, да вистина немам што да ве потпрашам, а со интерес ве слушам. ВМРО моментално е на стаклени нозе. Значи, ВМРО моментално има тет.
да се покаже себе си дали на вистина си имаат променето или наследни парламентарни ќе го добијат својот резултат кој што го има на претходните парламентарни. А СДСМ тотално потврди со тоа што почна да ги елиминира своите неистомисленици. Почна да се ограничува себе си со ликови кои што кажете, извинете, продолжи. Да, моето подпрашање и многу ми е логично. Не би рекол дека е на стаклени нозе ВМРО, не поише од што е СДСМ, но многу добра ви е поентата сега сите потези на ВМРО ќе значат дали ќе ги добие следните парламентарни. Тоа значи дека сега нивните градоначалници, ја бар како гледам, ве молам искоментирајте вие, треба да бидат супермени, да перцепцијата кај она неопределено гласачко тело кое не излезе, а очигледно не излезе, бидејќи овие избори беа избори на партиите. Значи, на партиските гласачи. Народот, неопределениот народ, значи преку 50% не излезе да гласа. Но, ако дали сметате дека сега, ако покажат они, навистина надчовечки, супермени се покажат во справувањето со локалните проблеми, дека ќе можат да придобијат малку публика. Дали е тоа клучниот момент на што вие акцентирате, ако ве разбрав добро? Знаете како, јас сум повеќе поврзан со социјалдемократијата и мене ми е таа поблиска идеологија, јас сум многу поблизу со таа партија. Конкретно, ако зборам објективно за ВМРО, ДПМН, да, право сте се што кажавте. Апсолутно. Меѓутоа, тенденцијата ВМРО да влече од неутралните гласачи моментално се уште не е толку голема, колку таа на СДСМ. Така е. СДСМ уште ја поседува таа мог да може да ги привлече неутралните. Бидејќи подобро ја познавате социјалдемократската идеологија, кажете ми сега, што после овие изборни резултати е оставка? Дали тоа ќе значи падна влада, избор нов на председател на СДСМ? Што мислите, што ќе биде и што треба да се направи? Значи, СДСМ, оставката он конкретно најави дека ќе поднесе оставка од влада и од партија. Да. Сега, работата е од тоа што мислам дека тоа нема да се случи затоа што ќе има премногу голем притисок од други фактори да не ја поднесе оставката во влада, во парламент. А во партија нема ништо да се промени затоа што он ја поседува партијата Социјалдемократскиот сојуз. Ја не би го обвинил Зоран Заев, апсолутно. Ја би ги обвинил сите околу Зоран Заев, сите тие што ја креираа политиката за локални избори. Затоа што оваа политика на локални избори беше тотална, би рекол, сиромашна, бедна. Затоа што не можеш да тргнеш со црна кампања против една жена и да очекуваш на толку низок начин дека со напад на противникот дека ти ќе добиеш гласови, а народот не знае кој е твојот кандидат. Значи, ако Шлегов има премногу црни дамки, не го кандидираш во втор круг, не го кандидираш воопшто на овие избори. Се извинуваш, правиш чекори мерки кои што би го убlažиле твојот пораз. Не може да иде со пораз во ароганција. Не е тие две нешта заедно, затоа што, например, еве господин Иве Јанко, кога вие би добиле удар, вие би сакале да го звратите. И сега вие ако сте посилен, вие сигурно ќе го нокаутирате противникот. Така се случи со Шилегов, он сакаше да удри, меѓутоа го би многу посилен удар. Онда ја спушташе топката, да играше на карта на позитивно, на тоа што го има изградено проекти, имаше многу поголема разлика. Меѓутоа он очигледно ги немаше тие проекти и не знам кој е тој на вистина што го наведе Зоран Заев да ја вложи својата позиција. Значи, вие ми укажувате, дозволете, значи вие ми укажувате дека демократскиот капацитет кај гласачкото тело на СДСМ е многу поголем, кој е способен да ја казни партијата, за разлика од ВМРО, кој, иако беше и ВМРО казнето од своето членство, ама не до олкава мера, како што СДСМ тоа го направи сега и го направи 2006 за Бучковски. Разликата е во тоа што, например, ВМРО кога ги казни цела гарнитура на ВМРО, цела претходна. Так. Ја не знам ниједен што остана од претходните, освен Александар Николовски. Так. Не се сеќава. Александар и не беше некоја функција. Не ја казнува личноста. Так. И сега моментално е проблемот во тоа што погрешна политика се пропагира.
Например, не може да се почне во политика каде што имаш промотер на политика Венко Филипче, кој што не даде оставка кога беа жртвите во Тетово. Не може да се случи тоа. Не може, например, Николовски да биде... Не е важно дали е крив или не. Имиджот на него се лепи. Ти си бил у моментот кога се случило булшит и нормално е, не си запалил ти, ама носиш одговорност и морална и политичка. Човечки е, морално е. Знам. Кај нас единствен министер кој поднел оставка од морални причини е по падот на Палер на Антони Пешев. И тој човек ми е личен пријател, со гордост го кажувам тоа, и е единствен во нашата политика. Не она, како Фрчковски, поднесувам оставка, па Бранко му рече, не ти ја прифаќам. Или со Филип. Не. Има еден... Дозволи, ке те оставам. Има една, вика, неотповиклива оставка. Таа, секој функционер, секој политичар, кога ќе ја напише неотповиклива, нема после се собрале писма од лекари, од доктори, меѓународна, не поднесува оставка. Нема. Неотповиклива е готово. Пријатно, game over. Све друго е манипулација и лошо поминува кај народ. Добро збори човеков, ќе го оставам уште. Заслужува. Повелете. Би сакал да продолжам со тоа што, пример, не може поради комплекси на висок функционер во партија да се исклучи актуелен градоначалник на добиена општина. Значи Куманово беше добиена општина од СД. Тоа беше фиксна. Тоа не знам, споредете ги резултатите, спојте ги, ВМРО не е ни приближно до резултатите на Максим и на Оливер кога би се споиле заедно. Не е ни приближно. Има огромна разлика. Значи Оливер Спасовски по дефолт треба да се тргне од било какви ротации во самата партија. Радмила Шекеринска, сите тие влијанија мора да бидат отстранети. Не може постојано да функционираме со кадри од пред 30 години што функционира. Во самата партија, во СДСМ и генерално во силното општество во кое што живееме меѓу младите, има страшни кадри. Има страшни кадри и нема потреба се враќаат стари кадри од минатото кои што дополнително имаат огромен багаж за себе. Имаме многу се кулира дека наводно влијанието на Бранко Црвенковски било премногу големо и дека тој им бил фактор што влијал. Има некои теории на заговор по некои емисии кои што не би ги дискутирал зашто се масе нелогични. Меѓутоа во Социјалдемократскиот сојуз на вистина постои сила која што може да ги пробие и Бранко Црвенковски и сите останати политичари заедно само ако се слуша нивниот став. Дали сметаш дека Зоран Заев ќе ја повлече оставката? Дали оставката на Зоран Заев е неотповиклива? Дали сметате дека ќе поднесенава оставка ќе му биде издржан зборот, дека ќе остане на тоа? Само ќе стигнам до тој елемент, само да се докажам. Повелете. Сакам да кажам дека оставка треба да дадат сите околу пиар тимот на Зоран Заев. Оваа одлука беше тотално непотребна од Зоран Заев. Разбирате, значи ова на парламентарни се влегува со ваков влог. Аха. Со оставка. Оваа оставка за на парламентарни немаше потреба воопшто да се влезе во ваков влог. Ова го кажа и Бранко Геровски. Од локални избори Зоран Заев направи референдум дали си за Зоран Заев или не. Тоа е погрешниот потек. Да, апсолутно е тоа точно. Ама не би го обвинил Зоран Заев за тоа, зашто Зоран Заев работи со цел тим. Тие околу него, зошто го наведоа да го направи тој чекот? Тоа е тој што беше толку Немој така, слушај. Да рече шефе, ви велам, влезете вие во битка, ако мене вас не ме гласат, тогаш никако не победувам. Тоа беше тој на толку многу да речам толку многу скандали што се случија во овие 4 години, кои што народ едва чекаше момент каде што ќе може да и ВМРО чекаше шанса и момент каде што ќе директно да го исече Зоран Заев и тоа го направи преку независен кандидат. Значи Даниела е независен кандидат. Даниела успеа со еден удар да го тепа и Шилегов и Зоран Заев. Фигуративно искажано, не е буквално нормално. Са како е возможно независен кандидат да успее да победи и премиер на држава најмокниот моментов и најголемиот пари би рекол ше владина партија, би рекол најголемата партија моментално. Тоа е невозможно. Значи, тие тимот што е околу Зоран Заев, тоа треба биде со оставка. Океј,
останува оставката по тебе или мислиш ќе се приначи одлукава и ќе остане на лидерско место во СДСМ? Или треба нов човек да дојде или не знам, еве, чисто шпекулираме сега. Моментално нема некој потенцијал кој што би можел да го замени некој млад кадар. Освен некој млад кадар. Нема така. Добро. Истото мислење беше кога си замина Бранко Црвенковски, а се шпекулираше помеѓу Игор Шема, Кире Наумов, Зоран Заев и Владо Бучковски. Тоа беа четворица кандидати кои претендираа на тоа место. Тројца беа гости во моја емисија. Добро. Секогаш има некој кој може да излезе. Ја ти благодарам на оваа обширна, се надевам си задоволен од даденото време. И просто. Секако, верет. Ви благодарам, се надевам друг пат пак ќе се јавите. Интересно е малце вака да се слушне и поаналитички пристап. Не е важно, тоа не значи дека вие, почитувани гледачи, ово е нешто попаметен или вие и така натаму. Не мерам така. Него едноставно љуштењето на кромидот негово беше малце подлабоко, па ми беше интересно, нели, за да го слушнам. Но ние идеме со следниот гледач, веќе имаме на линија. Добро вечер и повелете. Добро вечер. Повелете. Се јавам од исток, од Кочани. Да сте живи и здрави. Прв пат се јавам во емисија. Така? Се слушаме? Да, одлично, говорете слободно. Вака, за втората тема за Заев, за оставката, не сакам многу да коментирам. Добро. Искрено мислам дека ништо од тоа нема да биде. Меѓутоа, за првото, за резултатите, конкретно за Кочани ќе кажем, победи ВМРО со 16 разлика. Во прв или во втор круг, извинете? Како? Во втор круг, добро. Еве ги резултатите. Љупчо Папазов од ВМРО ДПМН е со 7425, а Николче Илиев победи од СДСМ со 8028. Да. Рековте од ВМРО ДПМН е победил. У Кочани? Да, во Кочани. Кој победи у Кочани? ВМРО. А ова се конечните. Се извинувам, не. Јас сум гледал други резултати. Добро, не е битно. Разочарувачки е ова за вас? Па да, малку да. Така, ова се конечните резултати. Значи, Љупчо Папазов од ВМРО ДПМН е 7425, наспроти Николчо Илиев 8028. Еве и картата. Ова е картата. Ми е друго, значи... Да, повелете. Анализирајќи ги сите градови во истокот, пошто сме таму нели као најсиромашен дел од Македонија. Така. Во помалите градови Берово и Делчево победи СДС, во Виница, Пехчево, Штип, не е мал Штип, значи победи ВМРО. Сакам да кажам, значи не се менува многу ситуацијата. Повторно се појавуваат локални моќници, што лично ми многу смета. Пред тоа ги имаше, сега ги има и пак ќе ги има. Локални шерифи, локални бандити. Значи, сакам да кажам, не се менува ништо во целина. Како да ги спречиме тие локални шерифи, да им дадеме ластици у глава малце? Па мислам дека тоа е поврзано и малку на повисоко ниво, да речеме МВР. МВР им дозволува да прават што сакаат. И тоа ме иритира мене, јас како неутрален. Значи проблемот е во главата, сепак од министерството, од владата почнува, така? Да. Мислам дека најдобро да се менуваат градоначалниците на 4 години и власта да се менува на 4 години. Позиција, опозиција, мислам дека тоа најдобро за народот. Да, се слагам. Народот да ја смени власт. Колку и да е добра, колку и да е лоша, смени ја на 4 години. Так? Забораваат, овде во истокот се забораваат луѓето, да знаете. Не е лесно, значи притисоци страшно. Имаше и вчера
колку што знам на денот на избори во Кочани доста притисоци. И тоа е тоа. Како се манифестираат тие притисоци? Па учени. Наводно имало и корупција, ама тоа е наводно. Делени се пари. Кај ромите посебно изразено тоа во Кочани, секојаш, значи во секој круг на избори, дали се парламентарни или локални, секојаш постои мито, корупција. Да те прашам. Еве кога некој би ти дал, еве 100 евра, гласај за мене. Карикирам. Парите си ги земаш, идеш гласаш, како што сакаш ти, и тој те вика за кого гласаше? За тебе, бе, брат. И пријатно, паричките тука, и што ти е гајле? Јас секојаш им викам. Така е најпаметно, да. Земи им ги парите, гласај си, која веќе не можеш да го избегнеш заканите и корупцијата, нели? Корупција е забранета, ова што го кажувам треба да бидам казнет, не е дозволено, ама веќе која не можеш ти пафтаат и ти фрлаат пари у двор, земи пари, свакако. Ти благодарам за јавувањето, извини што те разочарав. Ги дознавме резултатите. Секако, ја отварам страната на Државната изборна комисија, официјална, и ова се официјалните резултати, а вие кои како се јавувате од било која општина, ја само чисто заради илустрација малку ги отварам. Инаку, евеа ситуацијата, кој каде победил, ако се помине Државна изборна комисија сајтот, одма може да се види кој колку добил. Например, во Берово 3.500 гласа СДСМ наспроти Елеонора Рашковска со 2.500. Неќат Беровчани жена за градоначалник, тоа ти е. Се шегувам. Во Радовиш победи ВМРО ДПМН, во Кавадарци Митко Јанчев, ова беше акламација. Значи, Митко Јанчев што направи во Кавадарци, мислам дека ако во некоја догледна иднина збориме за некаков иден премиер кој ќе ги обедини сите македонци, ја од Митко Јанчев не гледам подобар пример. Оти он покажа почит и спрема СДСМ, си остана и со партијата. Да, имаше некои ставови кои се сопаѓа, не се сопаѓа, но генерално кавадарчани многу добро знаат за кого гласаат. Таму нема притисоци, таму немаше ништо и има една друга работа што самите кавадарчани ми ја кажа дека за претходните 4 години се што ветил го исполнил за 2 години. Истото во моето интервју Митко Јанчев рече: јас сега за 2 години ова целава моја програма ќе ја исполнам за 2 години. Така што до година ја на следно интервју идеме да сумираме што он направил. Човеков искрено многу ме одушевува како ја тера политиката и мислам дека треба да му се даде шанса на повисоко ниво. Тоа е мое лично мислење. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, господине, во програма сте. Здраво, Јанко, како си? Благодарам, добро. Повелете. Вака сега прво една исправка, тоа за Кочани ти беше резултат од првиот круг, да знаеш. Ау, се извинувам. Леле, го разочарав човекот. Господинот, значи таму победа ВМРО за 16 гласа, да знаеш. Така ли? Еве, веднаш ќе се коригирам. Фала ти што ме коригираш. Леле, резили. Остај се. Чекај. Чекај, режија. Не. Дик. Те молам, коментирај, а јас се извинувам на втор круг. Кочани. Сакам еден поинаков аспект да дадам на целата работа. Значи, еве слушаме сега премиерот, оставка ВМРО, влада, не знам она. Јас се заложувам за една друга работа. Значи, во Македонија треба многу да почнат да работат сите. Не само ВМРО, не само СДС, и за многу пусти работи за влезот во Европа треба да се постигне на заеднички договор. Значи, без разлика кој да биде и да биде. Единствено, значи, што направи грешка Заев кога дојде на власт 2016 година? Значи, почта да си тера сам политика. Опозиција, кој ве шиша? Не ве вртам за вас за 2% на народски кажано, знаеш? Така се однесува сите претходни влади и сите претходни премиери кои ќе дојдат на власт. А упорно Европа кажува, седнете, сите треба да разговарате и заеднички да се договорите.
Кој во Македонија го направи тоа? Никој до сега. И се додека си одат така работите, и Мицковски, и она што го каже еден од предходните ваши, дека народот на 4 години ќе ги менува. Се додека не разберат каква е ситуацијата. Значи во Македонија, додека не седнат сите, и она што е интерес на граѓаните, не на партиите да го гледаат прво. Значи интересот да го гледат на граѓаните. Ако ние се договориме што треба да направиме за во Европа и сите работи си ги решиме, заеднички кој ќе отиде таму човек, селјан човек што викаат старите, нели? Тој ќе отиде, ќе каже нашиот став е тој и нема отстапување од тој став. Нема отстапување од тоа. Ова е граѓанска филозофија. Тогаш повеќе ќе те ценат. Тогаш ќе те ценат многу. А вака ќе појде заед еден став. Мислам дека само, ако не се лажам, коригирајме, може би грешам. Заеднички став има само Груевски и Бранко во Букурешт за НАТО. Да. Не се сложија со ниту еден од предлозите дадени или се сложија за еден предлог. Како беше Да, ама мислам дека Република Македонија во секој поглед има заеднички став. Да, заеднички став им беше дека двајцата прифатиле Република Македонија Скопје. Како добро звучи тоа сега, а? Вака од временска дистанца, а тогаш патриотиве кубеа влахна од гради, од подмишки. И сега сме Северна Македонија у еден збор. Бетер од Фиром. Види, искрено да ти кажам, значи Северна Македонија, значи не е проблемот во Северна Македонија, Јанко. Не. Како што не беше проблемот, нити не знам, Фиром не го спомнувам, не знам што. Проблемот е во сите останати работи што се пишуваат после тоа. Значи никаде не пишува, значи јас работам во школа. Ние на децата им издаваме граѓани на Република Северна Македонија. Значи никаде, а има некои аналитичари кажуваат не бе, ние сме македонци. Кај пишува тоа дека сме ние македонци? Нигде. Значи во извод во бивша Југославија ми давале извод од матична книга на роденик што ми пишувало дека сум бил македонец. Сега овдека не може да бидеш македонец. Мислам, тие работи се и друга работа да знае власта и сите што ме слушаат и секоја наредна власт дека народов пенкалото му е камшикот. Ја не знам. Овие сега што дојдат нови градоначалници. Зошто народ се плаши? Абе, никој не може да те види што си гласа. Веќе и фингерпринт, значи не можеш да сликаш. Нема шанси, до тука е. Значи не можеш да сликаш. Нема шанси. Порано имаше сликање, може да сликаат, сега нема тоа. Нема ништо. Ти даваат подкуп, земај вреќе, али гласај си по твој назор. Никој не може да утврди. Види ни тоа со вреките не може затоа што тоа официјално е. Како ја стана фолкав? Седнуем у кафана, Јанко за кого? За СДСМ. Јанко за кого гласаше? За ВМРО. Оп 10 кебапи, оп шарска, ја кротко јагне од 2 скари мама. Друга кафана ќе те однесат, за ВМРО си. Советниците на СДСМ во Штип ја напуштија денешната седница, благодарам за јавувањето, денешната седница, бидејќи наместо Северна, пишувало само Република Македонија. Коментарот мој е, дали е ова новата нормалност? Благодарам и одиме со уште едно-две јавувања од режијата како ќе одредат и мислам дека имавме плодна вечер. Доста јавувања, мислам дека и јутре ќе ги отворам телефоните, но не ме фаќете за збор, во теков на неделава предвидувам и некои гости. Подолго време не сме се виделе со Марина Дојчиновска, 10 години од Хун за маслото, на многу се посвети на овој проект. Не е лошо да се видиме каде сме, ќе направиме едно интервју со незе, ќе биде гостин во емисијата, а ние одиме со следниот гледач ако го имаме на линија. Добро вечер, Јанко. Повелете. Вака, кратко. Да? Знаеш зашто изгуби СДСМ? Повелете. Оја за градоначалници на локални избори. Затоа што
Заев беше многу јак, мислим, извини, многу благ према албанците, затоа изгуби и едно. И затоа што промовираше тоа едно општество за сите, а македонците на македонците тоа не им прија. Тоа што ми си поостр мало со шиптарите, како сакате да ги викате вие, тога тие одма гласаат за таа опција. Па немојте, тоа више пројде таа еуфорија. Ја не знам што толку наивни се луѓеве. И гледам... Да ве прашам, каде вие гласавте? Како? Викам, во која општина гласавте? Па сигурно не во Пробишните. Не, ве прашувам, нели, илустрираме каква била излезеноста и резултатите, чисто како коментар ваш. Дали ќе даде? Ќе кажете, ако не мора. Само коментар мој еве вака. Иако што сум гласал за Теута Арифи, значи во Тетово. Пак ми е драго што изгубила. Зошто ви е драго дека изгубила? Затоа што мало работеше. Два мандата му дадовме, ништо не работи за Тетово. Стана како Бангладеш Тетово. Што очекувате од Вулнет Мурсели? Бидејќи како што гледа... А не, бил Касами. Касами. Не бе Вулнет Мурсели, тој му изедоа парите на сиромавиот и ништо не бидно од него, од Алијанса. И тоа е, значи, тој е тоа политика, све хуперму. Знаеш што е хуперму? Тоа хуперму, тоа значи на албански само за мене. Уперму? Да, уперму. Така. А ти кажам зашто изгуби Добро. Добро. Беше мало поостра во реторика на изборите, пошто добива свите и србите добиваат тамо гласови кога ќе збора за албанците, а зошто Дуи изгуби? Добро, кажавте тоа. Сака да збори, па после ќе добиваш. Знам, оти сакате да кажете дека македонците се лоши и ги мразат албанците, така? Па тоа го кажавте со други зборови. Дека ние сме лоши. Ја баш така не можем да кажам, не се свите такви, ама веќина се. Ама веќината. Па видиш, ја истото можам да го кажам дека... Ја никога не мрзим, нит сум мрзив, па нит сакам да мрзим. А ако кажам ја сега дека албанците ги мразат македонците? Види, има некоја, ама помало. Нема више вие македонците, вие се по наоштрени мало, ама... Ја не се слагам. Ја не се слагам. Вие имате, треба да ги мрзите бугарите, треба да ги мрзите грците, треба да ги мрзите србите. Немате проблем со албанците вие. Немаме проблем. Ја цел живот го откажувам тоа. Прва Албанија го признаде Македонија. Значи, прво ви благодарам што ја следите емисијата. За овие 4 години овде во оваа емисија никогаш не се јавил ниту еден македонец, а ова е најгледана и најпопуларна емисија контактна, кој кажал лош збор. Значи, немам еден доказ дека македонците лошо зборат за албанците. Порано било така, ама веќе не е. Значи, мислам дека ова, а и вие сте постар, ама помладите осеќаат, одамна е сменета работата помеѓу македонците и албанци. Нема омраза. Но имате право да мислите така. Само моје прашање сега... Јанко, само мало. Само прашање до вас. Да, ќе ве оставам. Прашање до вас. Зошто Дуи изгуби? Еве, знаеме зошто СДСМ и Заев изгубил. Зошто Дуи изгуби? Време беше да изгуби више. Зошто? Па 30 години више треба ротација. Така, убаво. А да беше пооштар према македонците, подобро ќе поминеше Дуи? Не, никој. Не. Уме тоа реторика. Кај албанците нема тоа. Нема. Само кај македонците. Значи, 100% дека нема тоа. Албанците се супер, македонците се лоши, тоа треба да го решиме. Не викам дека се лоши, а не реков дека се лоши, него екстремни се. Екстремни. Према све што е албанско. Значи, еве, чекај мало. Ова, нели, јазикот ништо, нигде не се спроведува. Само тоа звук и вода. Нема никој да збори албански. Нема. 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 Н
Лук и вода. А во законот пише, кај што има 20% население на албанците, треба да се примени албанскиот јазик. Нигдека не збора за Добро. ни во судство, ни во општина, ни... Ајде ќе отвориме таа тема малку подоцна. Ова е сепак тема за локалните избори и оставката на Заев. А овие теми, ја ве поканувам во некој од наредните емисии да се јавите и да го малце повеќе да го збориме ова за двојазичноста. Ќе го елаборираме и тоа повеќе. Фала. Нема проблем. Ќе ме гледате пак? Стално ве гледам. Добро. Стално ве гледам. Има нешто спонзорство, нешто вака? Некоја не спонзорство, нешто, некоја тава со баклава, нешто за емисијава. Ако нема бурек една. Кој ќе дојде? Кај да дојде? Кој ќе дојдеш во Тетово, шеќер паре ќе ти дајам. Каде да идеме на шеќер паре у Тетово? Кажуј. Дојди у Тетово, јами ми се на овај број и ќе те однесем. Немам ја број. Ти кажи ми кај да идам. Ја број, не гледаме броеви. Овде може кој сака да се јави да збори што сака. Кај има најубаве шеќер паре у Тетово, кажи. Од Кондури 43 имам број. Број на Кондури. Кажи. Кај има најубави шеќер пари у Тетово, кажуј. Има, добро. Каде? Добро шеќер пари има. Каде? Секира, ако дојдеш ќе те... Абе, каде? Каде? Вака ќе ти кажем каде. Имаш во ова сладкарница, како се викаше, има многу сладкарници, не може да и памти. Ти дојди дека имаш шеќер пари, кај секоја сладкарница има. Слободно дојди, ќе јадеме шеќер пари, ќе збориме. Шеќер паре ќе јадеме, сладкарница. Виена? Како? Виена. Амфора. Тетово, амфора. Ајде, фала. Ајде, га најде? Еве, готово, ја најдов. Пастицерија амфора. Амфора. Машала. Леле. Ама нема шеќер паре. Види, тука све нешто модерно. Што бе, овошни салати. Па сладо. Еве, може тулумба. Тулумба може, готово, наредена. Тулумба или тулумба? Ајде, поздрав. Чао. Екстремни бе, вие екстремни. Имаме ли некој на линија? Не. Шо да пуштам за крај? Шо вика? Че да видам дали имам ништо не спремив за крај. За крај. Шо вика? Не. No. Глед, ништо не сум постирал некој видео, човече. Ништо не сум постирал некој видео. Ништо немам. Што е работа? Катастрофа. Може едно кратко видео. Роналд Реган, говор. Кој ќе разбере, ќе свати. Ти би требало радикалец, металец, ти би требало ова да го памтиш од 103. Само пушти го гласно, бидејќи е говор, нема музика. 3, 4, лека ноќ од мене. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се
Исто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е донесува одлука за изборен моќност. Голем процент Црвеновски на добро е што Република Македонија. Се разгледаше Ще ги разпредели, не знам што и Продолжи. Ја мислам. Сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, ќе ти дојде да си купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интензивна. Android 10. Како ќе успееме, повторно те кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Сакам вам песна напишено јако да те гледам, сакам. Да, знате да уши поблескаво. И од мене. Вино да пија и со јанко книга да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Добро, еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе, гледање филмови, Blu-ray, Netflix, По една чаша да изпиела. Зашо мајка му чисти, пере, готва, татко само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, чини она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре бе, на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер.
Сам си го барате, господине. Он ке ми игра во представата и прв пат ке се појави во Конечно театар. на представа, тоа требаше да се свртам, а тебе театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе за те права комуњара е. Ѓорѓи. Да. Ѓорѓи Далтон да те вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Ви имам еден брат, абе тие Далтони шо вече трите аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисијата на ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле да горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Има една Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Нека не ти пие.